Ова е приказна за Игор Говорко, човек кој има свое фризерско студио. Уште како дете се заљубил во штракањето ножички, па на своји 18 години од родната Струмица дошол во Скопје. Тука во Скопје почнав да работам како фризер за жени и за мажи. Во исто време и студирав на Филолошкиот факултет во Скопје Кирил и Методи, на одсекот за македонска книжевност и македонски јазик. Но некако фризерството беше тоа што ме привлекува уште од мали нозе, бидејќи потекнувам и од фризерска фамилија. Мојата мајка е познат фризер во Источна Македонија, во Струмица поточно, бидејќи таму сум роден. Инаку имам и вујна, и тетка, и братучетки, и сопругата моја е фризер, така да ние потекнуваме така од фризерска фамилија со педигре. Значи, уште кога студирав, уште во Струмица и тука кога дојдов во Скопје, ја веќе шишав, работев со пријатели, со другари, знаеше да се случи, например, да излеземе ние другарите со една фризура другарите, но сред, да кажеме, вечерта на искачање, ја да одидам во салонот кај мајка ми да ги шишам. Излага првиот пат со дугачка коса, после излага со кратка коса. Тоа беше многу интересен момент. Кога нешто ти е пасија и ти лежи на срце, сакаш да одиш напред. Така било и со Говорко, па во 2002 година кинисал во белиот свет да ги учи тајните на фризерството. Лондон заминав 2002 година со цел да се усовршувам во мојата струка. Таму заминав на престижната академија Тони Енгај. Сега, вака на широката јавност може би ништо не им значи, но компаративно да спорам, значи Тони Енгај и Видал Сасун во тоа време беа, како да кажеме, Оксфорд или Кембридж. Баш така. Тоа беа скапи академии, кои што коштаа многу пари. 9000 фунти. 9000 фунти за неколку месеци. Да, за 4 месеци беше 9000 фунти, каде што фунтата во тоа време, добро се сеќавам, чинеше 93 денари една фунта. Дел пари имало дома, ама фалеле уште, па Игор ги засукал ракавите. На 6 мај слетав во Лондон, веќе на 7 мај ми дадоа работа. И бев пресреќен ради тоа, но не работев како фризер, со фризерството и како фризер, туку градежник. Отидов да работам градежништво. Тој газата што беше на куќата, што требаше да се реновира или што ја знам што требаше да се прави, вика имаш ти искуство и јас викам да имам, јас завршив машински техничар, викам средна школа, врска нема тоа со градежништво, но знаете како во такви ситуации гледате да се снајдете. И ми дадоа по 25 килски врејки да дигам, но без среќен, без разлика затоа што имав работа, можев да живеам, можам да го отплаќам моето студирање таму. Се дружев со луѓе во градежништвото од, не знам, од Дупница, од Бугарија, од Полска, од секаде. Значи, она Нова Македонија, што викаме листи, местни наразак и такви работи, но ја бев среќен човек. Сабајле работел, попладне учел. Првиот дел кој што јас одев беше на Classic Cutting Cars, значи, она класично шишање. Значи, одите, да беше, тие беа од 12 часот или од 1, зависи како ќе се договаравме, одите таму, имате луѓе од цел свет. Па имате фантоми на кои што работите, односно кукли, кај што работите. Првиот дел. Вториот дел беше веќе се луѓе, клиенти кои што доаѓаат, кои што се пријавиле доброволно и работите. Кај мене беше специфично, пошто ја многу брзо работам, и беше специфично дека стално завршував прв и стално бев надвор и пиев кафе, пошто не знаев што да правам. И еден професор кој што беше грк, во тоа, да го заборав името, не ми текнува веќе, стално ме караше, вика, не брзај толку. Значи, супер си, се супер, ама не брзај толку. Викам, не можам, таков темперамент сум ја, не можам да не брзам. И знам дека еднаш ме падна на еден испит, така да кажем, кај што требаше да шишам рамно. Навидум просто, навидум, рамно шишење, ќе си кажете. И од моето брзање, само ми рече, дали заврши? Викам, да. Дали си 100% сигурен? Викам, не 100, 105% во ред. И ми најде грешка за една секунда и ме падна баш на тој тест. Подосна, кога веќе ги завршив првиот дел од студиите, се вработив, ме повикаа дури во Тони Енгај академијата да останам таму, да работам, но не беше нешто платено, бидејќи сите мислат дека во странство е платена работа, да бидеш фризер. Може би да, ако имате собствен салон, но да работите така за други не е баш некоја платена работа. Подоцна се вработив во другиот дел во Јужен Лондон, каде што беше повише платено, и таму работев. Веќе во вториот лондонски фризерски салон, Говорко заработувал солидни пари. Значи, оној типс што го викаме ние, бакшиш и сите тие работи, ја фатив во тој салон кај што работев во Јужен Лондон, фатив некои французинки, например, кои што англичанките не се фенираат, така да кажем.
пошто знаете, влажно време, па ја косата таму нон-стоп врне, но имаше французи ки нон-стоп кои што доаѓаат, кои што сакаат жените да финират. И ја фенирам, она балканското наше, и овие живи, срекни, бакшиши, типс оставаат ова. Значи, јас буквално живеев од типсот, ај така да кажем. Од бакшишот, да. Како и секој млад човек што ќе дојде до паричка, така и Игор го сменил стилот на живење. Почнав да излагам во, да кажеме, во познати клубови во Лондон и такви работи. Тука почнав да гледам и некои луѓе од музичката естрада, од филмската индустрија, каде што ќе видите се и сешто. За еден млад човек од 21-2 години во тоа време, ја гледав насекаде, не знам, дрога, како да кажем се... Блуд, разврат, Содом и Гомора, ајде така да се изразам. Во еден момент знам дека во еден клуб, China White, мислам дека се вика, што е познат клуб, на таа забава присуствуваше и Шерон Стоун. Ја не ни знаев дека она, бидејќи не уживо не ни изгледа како она на камери, на филм што сме ги гледале, не ја ни препознав искрен да бидам. И кога 99% од луѓето би уживале во парите, забавата и баханалиите, Игор се предомислил. Јас сум човек кој што слуша Божјата промисла за самиот себе, знам да ги разпознам знаците. Еден момент беше пресуден кога, како Господа ми збореше дека не си ти за овде. Не си ти за овде, затоа што ја овдека семејство не сакам да основам. Вака нека ви простат сега, не е дека е се така црно, нормално имаше и убави моменти и сите тие работи, но јас се решив да го послушам Бога и да не основам семејство таму или да продолжам да живеам. Знаете, од страна имаше некои коментари, абе знаеш ќе останеш тука, абе парче ќе правиш, многу си таков талентиран, онак. Во ред се до тоа, но не е се до тоа в животот. Ја гавам некои други вредности. Се вратил во Скопје и отворил мал фризерски салон од 15 на квадрати. И така отворив ден за ден, месец за месец, година за година. Работата тргна, некако, не знам, вработив уште еден човек, почна тие 15 квадрати да бидат страшно мали. Па изразов уште еден дуќан, па се направија 30 квадрати. Подоцна вработив поише луѓе, за на крај да се решам да отворам поголемо студио. Колку муштери во денот имат? Знаат да поминат 80, 100, 120 луѓе, зависи од денот. Значи, тоа е еден circle систем направен концепт на функционирање, каде што секој си ја знае својата работа, затоа и може да се опстаат толку луѓе. Инаку сам човек не би можел толку, или со уште еден или со двајца не би можел така да... Во моментов со колку се работници? Ние 6 луѓе. Мислите ли дека кога останевте во Лондон и отворевте ваше студио, ќе имавте повеќе пари отколку што имате овде во Македонија? Сигурно. Сигурно, затоа што таму ќе запливав сигурно и во повисоките кругови, но пак ќе ви кажем, тоа не беше пресудно и воопшто не ми беше тоа важно. Парите никогаш не ми биле нешто пех за да можам нешто, за да, не знам, да ми бидат на првично место. Интересна е семејната приказна на Игор. Имено, татко му е хрват офицер, кој дошол да службува во Македонија. Овде се заљубил во струмичанката и основал фамилија. Татко му е католик, мајка му православна. Јас сум по конфесија припаѓам на евангелско-протестантската заедница во Македонија. Кај нас е многу интересно, затоа што во семејството, например, мајка ми православна, татко ми од католичка позадина, но никој, сестра ми исто така, никој нема проблем со тие работи, затоа што трите конфесии, православието, протестантизмот и католицизмот, се сочинуваат христијанството. Ние секоја недела со моето семејство одиме во црква на литургија, како што рековте, и тоа ни е многу битен дел од мојот живот и од животот на моето семејство. Значи, јас моите деца ги воспитувам со христијански вредности, да тргнат по тој пат. Со сопругата која му е колешка имаат 4 деца. Најголемата керка е 18, син ми е 15 години, другата керка ми е 11 и најмалата керка ми е 8 години. Дали некој од нив пројавува афинитет, како вас и вашата сопруга? Сега пред некој ден, од Кочо Раци школата ги носе најмалата моја керка во владата на Република Македонија, ја прашале што сакаш да бидеш кога ќе порастеш, фризерка. Таа прокажува најголема афинитет кон мејкапот, шминката, бидејќи мојата сопруга, мајката на мојот дете, исто мејкап артист. За себе Игор ќе каже: Потекнувам од Хрватска, но секако Македонија ми е во срцето, секогаш ми била во срцето. Така да тука сум, тука останувам за сега. Сакам да придонесувам за оваа држава, за овој народ.
Пред да ја завршиме оваа невообичаена приказна, малку провокација. Вие работите со жени, ама и со мажи. Дали е точно дека мажите се повеќе се фарбаат? Да, тоа не е табу тема воопшто. Воопшто ја имам многу мажи кои што доаѓаат овдека, кои што се бојадисуваат. И воопшто, како да ви кажам, не е веќе табу тема. Значи, најнормално, секој месец доаѓа се шиша и се закажува и фарбање. Сум приметил тоа дека фарбан маж, особено на сонце, се приметува дека е фарбан од хеликоптер. Или е портокалов, или е црвен, или е црн кјумур, така? Затоа што најчесто тоа го прават самите по дома. Или па жените ги фарбаат мажите по дома, што е исто така, нели, случај, или непрофесионалноста на некој од, не знам, салоните. За крај, една анекдотица. Например, имав клиент, женски клиент кој што се шишеше, не знам, и се шиша до ден денеска, може ќе ме караше, го кажам тоа, нема да кажам име нормално, и кога ја да шишам и викаше, абе многу ме шишаш. Скратија 10 сантима, многу ме шишаш. Скратија 1 сантим, многу ме шишаш. И цело време беше, абе многу ме шишаш, многу ме шишаш. И на она столица таму, викам, сега ќе направам една финта. И намерно ја зазборувам клиентката, ја зазборувам и викам на моите врагови, гледате сега. И како што јас зимам, нели, да шишам, ја не ја шишам всушност. Значи на празно шкрапам, она не може да види, пошто и правам муабет. Го зимам праменот, па шишам, ама сето тоа е позади неа, значи да не може да види. И си направивме муабет, ја ја шишам и викам, добро, викам, еве завршиме. И прави вака со коса. Еве, пак ја ти викам малце, ти, а овие другите врагови се газат, осмеи се, она не може да свати што е работава. Викам, слушај бре, викам, ај се викам застани, сега да земам да те почнам да те почешам, како што треба, викам, иначе цело време на празно. Вика, ти си ненормален. И од тогаш повеќе не ми кажа дека многу ја шишам, ниту на еден момент да каже сега многу ми ише, иако некогаш и многу ја шишам, да. Од Струмица преку Скопје до Лондон и пак во Македонија, бидејќи овде му е најубаво. Тоа е животот на Игор Говорко. Човек со едно чудо емоции и фризер со вешти раце.